Почитувани, чест и привилегија е денес да говорам за напредокот што нашата заедница го постигна во изминатите 3 години. Како ваш градоначалник, мојата примарна одговорност секогаш беше да служам на општината, да ги слушам потребите на жителите и неуморно да работам за изградба на посилна, побезбедна и попросперитетна општина за сите нас. Кога првпат ја презедов функцијата, ветив дека ќе работам за да се осигурам дека нашата заедница напредува. Денес, додека размислувам за нашите колективни достигнувања, со гордост можам да кажам дека направивме огромни чекори кон таа цел. Инфраструктурата е столбот на секоја општина. Саниравме, реконструиравме и градевме патишта. Го подобивме протокот на сообраќај. Спроведовме реконструкција на дел од локална улица од Орешани до село Зелениково. Потоа дополнително реконструиран беше уште еден дополнителен дел од главната локална улица до станица Зелениково. Во село Зелениково го реконструиравме крак 1 од улица 10 која води до црквата Свети Архангел Гаврил. И асфалтиравме улицата во Орешани која го поврзува главниот пат со индустријската зона Џамбовица. Во Ново село исто така реконструиравме локален пат од големо значение кој води до црквата Свети Никола. Реконструиравме и дел од патот во Бабиндол кој ги поврзува населените места Смесница, Гумалево, Добрино и Дејковец. Набавивме и поставивме 7 нови автобуски постројки со уникатен дизајн и првиот таков вид во Македонија. Дополнително изработен беше и сообраќаен проект, а потоа поставена опрема за смирување на сообраќајот како и заштитни огради. Зелениково е општина која пружа можности и за оние кои се бават со земјоделие. Во соработка со невладиниот сектор обезбедивме обуки за органско производство на производи како до сигурен пласман на исти. Но обезбедивме и обуки за искористување на средствата на Европската унија наменети во овој домен. Дополнително тампониравме и патишта кои водат до земјоделски површини на жителите. Зелениково е општина со неспоредливо богата природа и разнолика животна средина, која е важно да се чува, заштитува и унапредува. Во делот на чување и заштитувањето, превентивно се набави противпожарно возило и специјализирано возило за собирање на отпад. Истите се покажаа дека се неопходни во работата на општината, особено во текот на летниот период, кога беа зачестени огнените стихии низ општината, но и регионот. Па противпожарното возило беше достапно и на сите други општини кои имаа неопходна потреба од истото. Поставени беа и континери за комунален и електронски отпад, а спроведени беа и бројни еколошки акции. Во Градовци инвестиравме средства со кои се овозможи изведба на една хидроолошка дупнатина од 80 метри во село Градовци за потребите за водоснабдување на селото Градовци. Дополнително се спроведе проект за регулација и уредување на дел од речно корито на Зелениковска река, а предмет на реконструкција беше и крак 1 од фекална канализација во село Зелениково. Во образованието инвестиравме во училишните капацитети, подобрени ресурси за наставниците и учениците, изголемено финансирање за програми по завршување на училиштето, кои ги одржуваат нашите деца ангажирани и да учат. Обезбедивме и опремивме простој со кој се овозможува продолжен престој за учениците од прво до трето оделение. Секоја учебна година донесуваме со Советот одлука за доделување на еднократна парична помош за семејства со прваче и на семејства со новородено дете на подрачјето на општина Зелениково. Во подрачното училиште во Стрекојадица инсталиравме нов систем на грејење со котел на пелети. Кровот на училиштето во Орешани исто така беше предмет на реконструкција. Ја уредивме и површината околу основното училиште во станица Зелениково. Го опремивме игралиштето, па така целиот дел доби еден нов лик и изглед. А од оваа година учениците ќе посетуваат настава со своите нови униформи кои ги обезбедивме. Во склоп на делот на образованието обезбедивме и 15 стипендии за високо образование. Младите денес одбираат и неконвенционални начини на едукација. Тоа се различните семинари, обуки и предавања кои беа дел овозможени од локалниот младински совет на Зелениково. Младите уживаат голема поддршка и потик од моја страна. А кога сме кај децата и младите, поставивме нови детски игралишта во Ново село и во станица Зелениково. Старите пак беа ремоделирани и ставени во функција. Несомнено е важно да се спомене големиот исчекор кој се постигна во делот на културата и акцентирањето на историското богатство на општината. Свети цар Јустинијан I стана статутарен патрон на нашата општина. Неговиот ден на раѓање е назначен за ден на општина,
а пак неговото родно место со проектот подобрување на туристичка сигнализација и инфраструктура преку поставување туристичка сигнализација и партнерно нудување со улично осветлување на археолошки локалитет градиште село Таор, Таоресиум, стана достоинствено место за посета од страна на туристите. Важно е да се напомене дека се набавени и поставени монтажен објект простор наменет за различни културни и останати активности во населеното место Пакошево. Во текот на мојот мандат, приоритет поставив да бидам достапен и транспарентен со вас, луѓето на кои им служам. Одржавме редовни средби, разговори, анкети, за да се осигураме дека вашите гласови се слушаат во секоја одлука што ја носиме. Вистински показател за успешноста на ова поле е индексот на активна транспарентност за 2024 година, каде Зелениково скокна 10 места од вечното предпоследно место, подобрувајќи ја својата активна транспарентност за дури 41 бод. Во тој домен обезбедена е и аудиовизуелна опрема за пренос на седниците на Советот во јавноста преку проект на UNDP за зајакнување на капацитетите на општинските совети. Се разбира, се соочивме со предизвици, но директно се соочивме со овие предизвици, без разлика дали се работи за буџетски ограничувања или други проблеми. Мојот тим редовно ги следи активните повици за финансирање на проекти од страна на државните институции и од страна на останатите меѓународни организации. Во подготовка се многу проекти кои ќе се работат во периодот што следи. Обезбедени се средства за многу важни проекти и активности и со нетрпение очекувам да го дадам следниот отчет кој ќе биде двојно поуспешен и позначаен од овој. И додека одиме напред, јас како градоначалник заедно со Советот, администрацијата и јавното комунално предпријатие, основното општинско училиште, ќе продолжиме да се справуваме со предизвиците пред нас, со голема издржливост и решителност како и до сега. На крајот, сакам да ја изразам мојата најдлабока благодарност до сите вас, нашите посветени јавни службеници, нашите волонтери, нашите истакнати поединци во заедницата, нашите жители, сите постигнувања кои ги набројав, не се лично мои, туку се наши заеднички. Ви благодарам.